Климатските промени во голема мера го засегаат земјоделското производство и го принудуваат земјоделецот на промени во начинот на работа и пристапот во аграрот. Дали ќе има долги, врнежливи или сушни периоди, се повеќе зависи од промените кои што настануваат во климата на глобално ниво. Климатските промени се одразуваат на голем број култури, како на пролетната зелка за која што предвидувањата се дека приносите се намалени дури до 40%. Земјоделците велат дека обилните поројни дождови во лето или невообичаено долгите влажни периоди знаат да бидат добри за почвата, но не и за растенијата. Мислам дека ќе има и позитивни и негативни страни. Ќе има позитивни затоа што почвата ќе располага со доволна количина на влага или висок процент на влага што ќе се потребни на културите кои што ќе бидат насадени пред се на отворено, додека сите оние култури кои што се подели полиетиленско платно, бидејќи тука тие станува збор за покриени површини, тука мислам пред се долгиот период на влага ќе се одрази во понатамошниот циклус на производство негативно, бидејќи пред се кај оние земјоделски производители кои што не презеле превентивни мерки во заштита на самите култури кои што ги имаат посадено на тие површини, мислам дека ќе дојде до полесно оболување или напади на штетници, така да останува време да го кажам, мислам дека земјоделците во секоја прилика што ќе им се овозможи во секоја наредна прилика каде што условите ќе бидат поволни да извршат заштита кај тие култури. Освен што климатските промени влијаат на земјоделството, се предупредува дека и земјоделските активности негативно им влијаат на климатските промени, особено со емисијата на стекленички гасови.